Добре, криптоентузијасти. Започнуваме со првото од серијата видеа во кои што ќе разговараме за различни категории на крипто продукти, практично крипто категории, во кои што имаме различни коини и нивната намена, нормално. Со тоа што за почеток ќе започнеме со најголемиот ваков тип на категорија, тоа се смарт контракт криптовалути, во кои што, како што знаете и сами, спаѓаат најголемите криптовалути, затоа што се основа на самиот криптопазар. Сега, пред да продолжиме, само сакам да напоменам дека овие две категории ќе бидат додадени, а тоа се дигитални валути и store of value, односно зачувување на вредност, кои што ќе бидат исто овде се, да речем, некои од поголемите категории, но нели, вака или така ќе ги обработиме сите, тоа воопшто не е проблем. Поентата е да ги обработиме. Знам дека ќе биде доста материјал за работа, но својствено на самите категории ќе разговараме што е категоријата, што истата, нели, опфаќа, каков тип на коини, како и кои се најдобрите представници моментално според нивниот маркет кап. Иако тоа не значи дека нема добри проекти таму надвор, но моментално ќе разговараме само за оние кои што се најдобри, со оглед на фактот дека сме во средината на bear market, не можеме, значи немаме многу голем простор за на некој начин манипулација или на некој начин да ризикуваме со софтверното портфолио, затоа што моментално многу лесно може да се случи да го изгубиме тоа што го имаме стекнато до сега или тоа што сме го инвестирале, кога инвестираме во проекти кои што се премногу мали. Затоа моментално ќе се држиме до најголемите, најсолидни проекти кои што сега за сега или докажале или пак според нас себе како тим, например, ние мислиме дека имаат потенцијал за следниот bull market. Нормално, ова не е наш совет за вас што треба да купите, ова е што ние мислиме дека треба да се најде на нашето портфолио. Со тоа што, како што рековме, ќе започнеме нели со најбитната категорија, што до сега моментално се покажала како главен водител на криптосекторот, од кои што да речем овие 4 како такви коини, им фали биткоин, им фали BNB за да ги формира, практично се првите 6 од 10 коин на самата листа на топ крипто проекти во моментов. Сега, што уствари представуваат смарт контракти? Значи, во детали за самите смарт контракти веќе имаме направено видео кое што ќе биде ставено како предлог видео на крајот од ова видео, каде што ќе може да погледнете, значи, во детали што представуваат смарт контрактите и зошто се исклучиво битни за овој сектор. Она што сега на кратко ќе го објасним во однос на смарт контрактите е дека разликата помеѓу смарт контракт блокчейн технологија и оние токени кои што се изградени врз основа на смарт контракт технологијата е тоа што значи, коините како такви имаат свој блокчейн, односно имаат своја технологија врз која што може да се градат други проекти. Идејата за смарт контрактите е својствено како да користите Windows. Замислете, значи, кога користите Windows, истиот Windows поддржува многу други апликации, но без Windows тие апликации не можат да работат. Идејата за смарт контрактите е иста. Значи, овие блокчейни како што се Ethereum, Binance, Solana, ADA, Cardano, односно Polkadot, се уствари основна технологија врз која што на таквиот токени, на таквата технологија, на таквиот коин, на таквата технологија може да бидат градени други токени, односно други апликации кои што ја користат технологијата од основниот смарт контракт, односно во оваа ситуација Ethereum, Polkadot, Cardano, Binance, ADA и многу други, но овие се на некој начин најголемите и моментално најзначајни во целиот сектор. Сега, како што рековме и сами, значи идејата за овие коини е својствено во крипто светот, ова би било најблиската, да речем, споредба со Windows. Значи, тие уствари што градат цел екосистем на блокчейни, затоа што вие, например, кога имате Windows, на истиот почнувате да инсталирате, не знам, Microsoft Office, инсталирате, не знам, Skype, инсталирате, зависи какви тип на апликации и игри, се што ви е потребно инсталирате на самиот Windows, но самиот Windows ќе остане основата врз чии што технологија овие апликации може да функционираат и да работат. Истото и во оваа ситуација, значи тоа би било наједноставното објаснување на оние кои што сега за прв пат се среќаваат со крипто, каде што сите овие апликации кои што се градени во денешно време, например на Ethereum, има милиони апликации кои што се изградени на значи на самиот програмски јазик на Ethereum, кои што понатаму прават своји токени и своји апликации кои што повторно функционираат врз основа на Ethereum и секој фи, секоја трансакција, секоја конекција, се тоа што се прави е уствари реализирано преку самиот Ethereum како ток, како коин на ваквата мрежа. Сега,
Како што реков и сам, значи на оние кои што досега не ни се објаснети, прво ќе направиме екстензивно објаснување на самата категорија и што истата значи, додека за останатите, доколку веќе сме ги објасниле претходно, ќе направиме линк на крајот од самото видео, каде што ќе можете да погледнете на пример како функционира смарт контракт како технологија. Тоа ќе го направиме во оваа ситуација, затоа што веќе многу пати сме разговарале за тоа и ќе го најдам најдоброто видео на кое што тоа сме го објасниле и ќе го ставам како линк на крајот од ова видео, за да може подетално да се запознаете со смарт контрактите и што истите представуваат. Но тоа е идејата. Сега, зошто се овие уствари најголемите коини? Затоа што без разлика на тоа колку е добра апликацијата, доколку нема своја технологија, истата мора да биде базирана на една од овие технологии кои што представуваат смарт контракт платформи. Сега, врз основа на тоа, нормално дека колку повеќе апликации ќе се креат на ваквите смарт контракт платформи, без разлика дали се добри, лоши, дали се со многу инвеститори или не, дали има многу пари вложено, сето тоа е изградено врз основа на една платформа која што фактички на тој начин го зголемува својот маркет кап, затоа што вие и да имате токени од самиот проект кој што, например, прост пример, на Ethereum е изграден Polygon на многу минало ви е познат, значи вие и да имате Matic како токен, тоа не значи дека вие дополнително него помагате и маркет капот на Ethereum, затоа што секоја транзакција во Matic, нели, како и да е, базично повторно фито ќе биде наплатено во Ethereum, иако во многу помала количина, значи базично фито повторно ќе биде наплатено во Ethereum и на тој начин вие го помагате самиот маркет кап на Ethereum, затоа што основната технологија на Polygon, односно Matic како Layer 2 солуција, врз основа на Layer 1 солуцијата Ethereum е повторно самиот Ethereum. Сега, Оно што ќе поразговараме е практично оние токени кои што ние мислиме дека се добри за самата технологија, ќе ги земеме во предвид, ќе направиме една кратка техничка анализа каде се наоѓаат моментално и ќе кажеме кои се најновите вести кои што сме ги нашле за овие коини досега, за кои што разговараме. Сега, BNB како таков, значи сега прво да ви објаснам зошто например некој од овие не ги земавме. BNB не го земавме затоа што самиот иако е блокчейн технологија, е на некој начин доста инволвиран и самиот е нормално тешко инфлуенциран од самата Binance платформа и генерално како таков има многу добра иднина, но во моментов искрено како да речем еден од оние смарт контракт платформи, јас гледам многу подобра иднина во самиот Cardano, Polkadot, дури и Solana, за разлика од BNB, иако истиот моментално е на второ место како смарт контракт платформи, искрено не ми влева многу голема доверба, затоа што првенствено не е толку заради неговата исклучиво добра технологија, колку што е заради моќноста на самиот Binance како менувачница на пазарот. Затоа како таков проект, например, мене не ми влева многу доверба и искрено повеќе би поседувал BNB како токен чисто заради силата на Binance, отколку BNB како токен, како коин поради неговата сила како смарт контракт платформа. Дополнително Avalanche како таков е еден од помалите, досега доста добро се покажа посебно во претходниот bull market, но сега значи со оглед на фактот дека Avalanche имаше истата сила како и самиот Terra Luna, значи затоа и нема да брзам и ќе сакам да погледнам како истиот ќе се покаже до дното на овој bull market пред да го земам во предвид како еден од посериозните смарт контракт платформи. Затоа на пример за сега се уште му давам на Avalanche момент да видам како ќе одигра во самото дно на овој bear market пред да продолжам и да видам дали истиот ќе го земеме како сериозна смарт контракт платформа и ќе го земеме во предвид нашето портфолио. Tron е еден од постарите посебно смарт контракт платформи, истиот уште од 2017 па и претходно и како таков заслужува солиден почит во однос на тоа што се уште постои и е се уште еден од поголемите. Но проблемот со Tron е мене ако ме прашувате, неговиот собственик или практично најте оној креатор како што е во оваа ситуација секој од овие смарт контракт платформи има еден креатор кој што го води самиот проект, не е едно од оние лица кои што навистина може да му се верува, затоа јас од искуство од оно што сум го видел до сега, ваквото лице не е комплетно веродостојно и затоа би сакал да се држам понастрано од Tron, значи повторно, затоа и велам. Секој има пристрасни мислења генерално за криптомаркетот, затоа што овдека во криптомаркетот се е ствар на респект и доверба. Ако немате респект и доверба како проект во самата заедница, значи многу често се случува веднаш изгубите поддршка и да изгубите огромен дел од парите кои што биле вложени во вашиот проект. Затоа, на пример,
грешки во крипто секторот не се дозволени. Гледате како за една грешка едноставно исчезнувате како проект. Тоа е тоа. Значи една грешка сите губат во вас доверба и тука завршува вашиот проект. Иако на пример вие може ќе ја исправите таа грешка, генерално тоа многу ретко се случува, како што е на пример приказната со Акала, кој што е дел од полка до проектот, за кој што ќе поразговараме малку подоцна. Со тоа што еден по еден сега проектите ќе ги обработиме во однос на тоа каде е нивниот потенцијал и ќе разговараме технички и во однос на тоа кои се нивните нови вести. Дополнително ќе оставиме и свој впечаток во однос на тоа што се очекува понатаму од ваквите крипто коини. Во ситуација нормално мораме да разговараме за Ethereum и неговиот марч, кој што е најбитната веза во моментов и верувам дека мал апдейт на самиот Ethereum ќе биде добре дојден во однос на нашето видео. Сега, првенствено, за да дадеме апдейт на техничка анализа на Ethereum, како и најновите вести, мораме да објасниме некои работи во однос тоа каде се наоѓаме на самиот крипто пазар. Значи, ова е кратка анализа, подлабока анализа ќе направиме утре, затоа што утре е официјално среда, а знаете и сами дека кога правиме анализа, најчесто ја правиме во среда со цел да видиме барем 2 дена како самиот маркет ќе реагира, затоа што гледате дека денес на пример во понеделник имавме страшен пад на SPY и на Nasdaq. Со тоа што само на кратко ќе напоменам она што веќе неколку пати досега го спомнавме. Гледаме дека досега, посебно оваа стапка од 0,75%, потребно е време за истата да земе замав и да може да донесе соодветен, значи соодветно дејство на пазарот. Она што веќе го разговараме на самиот почеток, кога се сеќавате уште на првиот пат кога имавме 0,75% стапката. Значи гледаме дека после секое воспоставување на 0,75% стапката потребни се денови пред истата да земе замав, односно комерцијалните банки на кои што им се поставува оваа стапка од дополнителни 0,75%, да сето оно што го зеле од Фед, каде што се принтаат парите во Америка, потребно е време додека истите да реагира и да ги усогласа првенствено своите кредити кои што ги дава на нивните клиенти, а како со тоа и значи да повлечат се повеќе пари од клиентите, затоа што колку поголема каматна стапка, толку помалку сакаат истите да бидат изложени со цел да не дојдат во ситуација каде што не можат да вратат, затоа што истите овие пари мора да ги вратат на Фед. Сега, гледаме дека во секоја ситуација кога имаме 0,75%, гледаме дека потребни се денови пред истата да земе замав на самиот пазар и да го реализира ова за кое што сега разговаравме во однос на комерцијалните банки. Значи овдека во оваа ситуација, ако се сеќавате на самиот почеток, кога прв пат имавме на 4 мај 0,75, потребни ни беа, че веќе разговаравме за ова, но чисто ќе ја покажеме. 18 дена за конечно да земе, да добие дно и да земе замав овој следен чекор, односно следната стапка која што е поставена на Фед. Следниот ни биле потребни повеќе од една недела, прилика 8 дена, и овој, беа малку повеќе потребни, реално правиме муавет, значи тоа беше негде, додека го утврдивме дното, 11 денови. Со тоа што, гледаме дека потребни се, оприлика недела до 2, за да конечно земе замав оваа нова стапка, која што дадена на претходните, за во моментов да имаме 2,5% каматна стапка на се што е дадено од страна на Фед на комерцијалните банки за истите понатаму да работат со овие пари, да ги даваат на физички правни лица, па и на држави. Со тоа што гледаме дека после 11 дена конечно имаме многу силен раст на DXY индексот, и ако се вратиме на неделно ниво, можеме да видиме дека скоро, само што не сме го поминале претходниот врв, а гледаме дека и на самиот Market Cypher имаме солидни знаци за тоа да се случи. Значи само RSI ни е во да речем препродадено, негде оприлика малку над 70, но бранот на моментум, односно самата копија од MACD ни покажува силен знак нагоре на базичната и сигналната линија со ова прекршување на зелената точка, што RSI ни е, гледате, значи има уште многу задвижени, 32. Money flow е комплетно нагоре, VWAP само што прекрши над нулата, значи имаме солиден момент на неделно ниво, кој што покажува дека можеме да имаме уште посолидна корекција нагоре, додека на дневно не е толку, да речам, булиш, затоа што гледаме дека RSI само што не навлего над 70, каде што ќе биде препродаден, односно oversold, тоест
прекупен, односно overbought, затоа што е горната граница. RSI ни е на 100, значи веќе некое време се движи на 100, но бранот на моментум е доста силен и гледаме дека и money flow како и VWAP се на многу позитивна патека, со тоа што не заборавајте, money flow, гледайте колку само пари влегуваат во доларот. Тоа е тоа што постојано ви кажувам дека кога се случува да имаме ваков замав на доларскиот индекс, луѓето ги менуваат своите средства без разлика дали се тоа други странски валути или се хартии од вредност или се криптовалути, ги менуваат во долар, каде што ствари добиваат поголема вредност затоа што доларската вредност моментално расте. Значи индексот е 109 денес. 109, а пред само, значи 11 август, тоа е пред оприлика 12 дена беше 104, 104,7. Сега може би за вас тоа многу незначајно, верувајте ми, ваков огромен раст на доларскиот индекс е голема работа, затоа и гледаме толку голем пат во однос на сите други валути. Сега, зошто е ова толку битно за Етериум? Сега ќе кажам, затоа што моментот кога за прв пат, значи веќе сме добиле солиден раст нагоре, значи тоа е само практично 2 дена, на дневно ниво, 2 дена раст и Етериум веќе го достигна сопствениот врв во овој прв потек нагоре, со што ако погледнеме на неделно ниво ќе видиме дека значи точно се наоѓаме на bull market support бендот, чиишто пробивање значи и започнување на нов bull market, но да не се лажеме. Значи нов bull market е многу тешко да се започне, посебно кога веќе имаме само една година од претходниот bull market. Значи потребно е повеќе време за Ethereum како и останатите да земат сила за да може да пробијат оваа граница на bull market support band и да почнат нов bull market. Значи чисто да ви покажам како тоа изгледало во претходниот bull market. Гледате. Значи откако bull marketот бил завршен практично, имаме една неуспешен пробив на bull market support band, втор, трет, четврт, петиот дури е успешен со ретест и потоа продолжува да се движи нагоре. Значи потребно е многу време, ова е во недели изразено, значи ево од моментот кога прв пат го ретестирало до моментот кога успеало да го пробие сме имале 48 недели. 48 недели или отприлика земено 12, една година била потребно првиот тест до моментот кога успеало конечно да го скрши ова. Но она што сега го имаме, а тогаш не сме го имале, е ова огромна вест за мржот, за која што веќе многу пати разговаравме, која што е многу битна во оваа ситуација и затоа јас верувам дека дури и за инвеститори како нас кои што не, значи едноставно не навлегуваме во ваков тип на кратки профити, во оваа ситуација е неодоливо тоа да не се направи, затоа што ваквиот мрж до самиот успешен, да речеме, мрж на 14-15 септември е одлична можност да се направи на некој начин брз профит. Значи тоа е она што ние го мислиме, ова не ви кажуваме што да правите вие, значи не ви кажуваме како вие да реагирате на пазар, само ви кажуваме што ние планираме. Значи ние буквално пренаменивме дел од нашето портфолио, значи како што се сеќавате според нашиот апдейт на портфолиото имаме прилика околу 40 и нешто проценти во Ethereum, кои што ги исклучиво ги ставиме со намена откако ќе успее овој мрж, затоа што ние веруваме дека навистина ќе успее мржот, затоа што има досега многу вложено во самиот мрж да помине од Proof of Work во Proof of Stake. Значи подетално може да погледнете, досега имаме неколку видеа направено за овој мрж и се детално објаснето што исто ќе биде направено, како ќе биде, која е поентата, значи да не навлегуваме во детали. Идејата е дека мржот ќе се случи на 14 до 15 септември, не се знае точно кој од тие 2 дена. И со дополнително на 6 септември ќе биде последниот, практично ќе биде започнат самиот форк со Bellatrix, значи така се нарекува самиот апдейт, кој што ќе ја фрли difficulty бомбот на сите Proof of Work майнери и на тој начин ќе ја затвори оваа мрежа за майнери и ќе биде истата пренаменета на стейкинг, односно на Proof of Stake. Сега, значи прво мораме да забележиме, ги ставив и хајке наши да видиме дека ова е таа се сеќавате како на хајке наши секогаш кога имаме свеќе кое што има сенка на горна и долна страна и многу мало тело е моментот каде што имаме прекршување и промена на трендот. Во оваа ситуација веќе добивме таква свеќе, значи сме во надолно движење, но ова надолно движење јас не верувам дека ќе трае долго, посебно со оглед на фактот дека се повеќе и повеќе позитивни вести доаѓаат во однос на
значи на овој мерч, гледаме дека сме во надолен тренд, да, но ова е буквално поради одбивањето од страна на овој bull market support band, со тоа што моментално многу добар сапорт држиме на, значи ако гледаме на неделно ниво, точно каде е овој сапорт, можеме да видиме дека на ова претходниот врв, значи тоа е самиот врв од 2017-2018 година, знаете и сами, значи чисто ќе ги смениме во нормални свеки, сега моментално ќе не ни се потребни. Значи гледаме дека претходниот врв моментално е многу добар сапорт, кој што јас верувам дека солидно ќе ја задржи цената за да можеме да влеземе во следната нога нагоре на овој мерч, и ја верувам дека тоа ќе донесе солиден профит за нас, за да можеме истиот да го пренамениме во swap во друг проект кој што на пример не напредувал толку, и со следниот пат фактички да изгубиме минимално или ќе видиме, можеби ќе го пренамениме во кеш, во стейблкоини, со цел да добиеме подобра позиција за да можеме да купиме подлабоко, затоа што гледаме дека подлабоко ќе се случи. Ова е, значи чисто за да ви покажам дека ќе се случи. Ако погледнеме на неделно ниво, она што постојано го кажуваме дека ова не е нов bull market, ова е само уште една корекција која што како и претходната моментално е bear flag и истата треба да продолжи надолу. Ќе се свртиме на дневно ниво за да видиме точно за што станува збор. Значи гледаме дека успешно коригиравме нагоре низ овој канал до претходното дно од Terra Luna падот, со тоа што моментално се држиме негде под овој канал. Гледаме дека точно се наоѓаме под овој канал, истиот представува солидна пречка за продолжување на цената нагоре во истиот. Ако продолжи вака, јас очекувам подлабок пат, а тоа се случува со сите пазари како што можеме да видиме, иако на дневно ниво сме доста oversold, односно препродадени надолу. Значи, можна е корекција нагоре, јас на вистина се надевам на таквата корекција, затоа што ако сите традиционални пазари се коригираат нагоре, тоа уште толку ќе му даде сила на Ethereum да направи уште поголем профит во однос на мрџот кој што доаѓа. Затоа и се надевам дека на вистина ќе имаме уште една корекција пред следниот пат надолу, но доколку погледнеме на, значи тоа е она што постојано ви кажувам, не може да следите една анализа и да кажете тоа е тоа крај, значи по ова се водам цело време. Постојано мораме да правиме анализи на пазарот и гледаме дека во оваа ситуација, значи ние се уште сме во оваа bear, гледате, значи ова е bear формација, bear flag. И гледаме дека буквално не сме направили ништо ново, се уште сме во истиот канал, само прашање на време кога ќе ја пробиеме долната граница на овој канал за да продолжиме надолу. Иако, како што кажав и сам на почетокот, секогаш е можна повисока корекција нагоре, посебно поради фактот дека имавме намалување на инфлацијата, што и се покажа во овој последен подвиг, односно ова растење на биткоин како и на останатите пазари нагоре, но мораме да видиме дека реално да видиме на работите. Значи, што ви кажам, без да успееме да скршиме ова дно на Terra Luna, не можеме да очекуваме продолжување нагоре, иако, гледайте, немаме никаков отпор. Значи, ние ако успееме да го скршиме ова дно на Terra Luna, што го допревме на практично негде 12 мај, значи ние ќе можеме успешно да продолжиме нагоре, затоа што скоро и да немаме никаков отпор за да земеме профит негде горе околу 28-30 долари на биткоин, но за жал тоа не се случи. Гледаме дека неколку вести кои што испаднаа, за жал ја бутнаа цената надолу. Повеќе за овие вести ќе разговараме утре во утрешното видео, значи ние најавме точно која е причината поради ваквиот пат на биткоин, но нели, денеска само даваме кратка анализа која што е многу битна во однос на развој на Ethereum. Значи ова е само анализа во однос на развојот на Ethereum. Затоа што Ethereum само по себе многу повеќе ќе ни помогне, значи доколку целиот пазар се движи нагоре. На дневно ниво гледаме дека цената е задржана на значи 50 и 100 дневната средна вредност на дневно ниво, со тоа што гледаме дека точно во тој момент исто е и самата граница, значи месечно ниво на претходниот топ на bull market. Значи овде ќе имаме солидна поддршка на цената, со тоа што дополнително јас овдека би вклучил уште еден индикатор. Значи моментално овој не ни е потребен за да можеме да видиме што ни кажува BVR, кој што исто така многу битен во однос на определување на што можеме да очекуваме понатаму, како и секогаш, значи иако го кажуваме многу пати, значи 200 row size и јас постојано оставам на лева страна за да можам поедноставно да го следам чартот на десно. Значи гледаме дека немаме огромна, но имаме солидна поддршка на ова ниво на претходниот all-time high, каде што моментално цената се држи, што верувам дека ќе ни помогне солидно во однос на задржување на цената и следна корекција нагоре.
Значи, многу е битно цената да се задржи во ова ниво, иако гледаме дека веќе сме солидно, да речем, паднати во сите овие вредности на Market Cypher, и јас верувам дека цената ќе се задржи, посебно со оглед на фактот дека постојано доаѓаат позитивни вести, кои што се вториот сегмент, односно фундаменталната анализа кога инвестираме во одреден проект, како што е во ситуацијава Ethereum. Ще гледам дека исто задвижи овој канал, падна надолу, моментално се држи на овие две вредности, кои што верувам дека уште еднаш ќе му дадат сила да пробие барем над bull market support бендот, со тоа што нема сега да шпекулираме за тоа кои се можните таргети, затоа што мораме да видиме како ќе помине, значи уште еднаш ќе напоменам, на 6 септември, значи на практично следниот месец, на 6 септември, ќе биде официјално направена Bellatrix форкот и ќе видиме, значи тогаш на вистина веќе ќе знаеме и ќе имаме многу подобра представа што да очекуваме во однос на Ethereum и во однос на овој мерџ, затоа што од тој момент веќе нема да има враќање. Значи доколку Bellatrix форкот е превземен, тогаш веќе Ethereum нема да има никакви опции освен да оди напред со мерџот и буквално е моментот на се или ништо. Ако успее, тоа ќе биде огромен успех како за Ethereum, така и за криптосветот. Ако не, тогаш веќе тоа ќе биде доста негативен знак, но затоа ние поседуваме и солидни суми од ADA и Polkadot, кои што би биле на некој начин нашето следно скалило, каде што овој профит од Ethereum мора негде да се влее. Значи едноставно сите тие проекти и пари мора негде да отидат во криптосферата, ако евентуално, значи ова е многу мала шанса, на секогаш мораме да ги земеме сите веројатности во предвид, значи имаме многу мала шанса марџот и да не е успешен. Не можеме да знаеме затоа што ова е нешто што првпат во целата историја на криптосветот се превзема, затоа и како такво мораме да го земеме во предвид и нашиот бекап план е да имаме солидни суми на ADA и DOT кои што ги имаме, со цел доколку нешто се случи, практично ова што сме го вложиле да ни се врати нас во цената на коините на ADA и DOT, затоа што тие проекти, тој кеш, сите тие девелопери мора негде да отидат. Сега, да не зборуваме негативно, затоа што сега за сега нема никакви причини да очекуваме негативен ауткам, значи негативно случување во однос на самата ситуација со Ethereum. Сега, следно што сакам да погледнеме е и овој многу битен чарт, значи веќе разговаравме за ова, но нели, понатаму ќе поразговараме детално кога ќе седнеме и ќе објасниме што исто да представува, значи нема да го представуваме само Ethereum или останатите коини само како такви во спротивредност на долар. Значи јас понатаму како се движиме со анализи, ќе почнеме да правиме анализи во кои што ќе ги споредуваме коините за кои што сакаме нели да инвестираме наспроти биткоин и наспроти Ethereum како два најголеми коини во криптосферата, каде што дополнително можеме да добиеме информации дали е добро да се инвестира или не. Зошто? Затоа што не е доларот единствената вредност која што ја земаме како поим, како дефиниција за мерење на вредност. Значи во ситуацијава е многу битно да се земе и најдобрата, да речем, криптовалута, која што може да ви даде многу знаци. Прост пример, значи доколку го испоредиме Ethereum со биткоин самата цена, значи на оваа страна може да видите колку е практично цената на Ethereum од биткоин. Значи еден Ethereum е 0,07463 биткоин. Со тоа што, значи ние сега вака ќе направиме. Јас ќе го заменам ова со процентуално и на тој начин. Проблем е што кога е во проценти не ми дозволува да променам скалата, затоа ќе оставиме да работиме во вредности. Со тоа што гледаме дека оваа ситуација, значи како што и кажавме досега, значи представува фактички овој момент представува 0,07 од вредноста на биткоин во моментов, односно толку е голем Ethereum во однос на биткоин, или во оваа ситуација многу поедноставно би било доколку кажеме дека е 7,4% од еден биткоин. Така и ќе го гледаме, значи подобро е фактички да разговараме на тој начин во однос на овие скали, посебно на биткоин и на Ethereum, кога на пример е приближно до процент, можеме така и да го зборуваме на тој начин што во оваа ситуација, значи Ethereum е 7,5% од цената на биткоин, со тоа што значи можеме да видиме како истиот напредувал претходно во однос на цената на биткоин. Сега, не заборавајте дека колку повеќе овој чарт се движи нагоре, толку повеќе Ethereum се приближува до цената на биткоин и обратно, колку повеќе овој чарт се движи надолу, толку повеќе цената на Ethereum е
помала во однос на цената на биткоин, со тоа што доколку го погледнеме на Market Cypher можеме да видиме дека моментално имаме исклучиво, значи ова е на месечно ниво, не заборавајте, имаме исклучиво позитивен чарт нагоре, што на месечно ниво е многу силен момент, но сепак мораме да почекаме барем до крајот на овој месец, за да можеме да утврдиме дека навистина овој бран на моментум успеал да се заобли, заедно со сток RSI и RSI нагоре, и гледаме дека имаме доста солиден моментум за движење нагоре, VWAP е веќе над нулата, Money Flow постепено се заоблува нагоре, че ова се се позитивни работи кои што ни покажуваат дека имаме солидно движење на цената нагоре на Ethereum во споредба со Bitcoin, со тоа што можеме да видиме дека цената успеа да најде дно на овој канал, значи на средината на самиот канал и се придвижи нагоре. Гледаме дека и бранот кој што потекнува од Market Cypher A е бел, што значи дека сме во bullish divergence, значи сме солидно нагоре и имаме уште многу голем практично момент за движење нагоре, барем до крајот на Bollinger Bandот, што е 22%, а би било оваа ситуација кога цената би достигнала прилика 0,0, значи 9,2, па може да се каже и 10% од цената на биткоин, што оваа ситуација би било 2000 прилика негде, значи доколку дојде до овој момент овде. Значи гледаме дека моментално корекцијата потекнува од ова поле кое што потекнува уште од самиот почеток на чартот, кое што е многу силен отпор. Гледаме дека сме имале многу пати отпор буквално на почетокот на самото поле и гледате, само што сме го добрале сме добиле корекција. Значи солиден моментот за корекција, но што се случува со оние свеќи кои што досега имаат голема сенка, а не се пополнети. Иако имаме уште солидна една недела до крајот на оваа свеќа, значи ако оваа свеќа би останала вака, се сеќавате што разговараме. Значи следната свеќа би требало да го наполни оваа сенка во следната свеќа. Сега да погледнеме што се случува на неделно ниво на истиот чарт, затоа што ова е на некој начин доста позитивен чарт во однос на нашето оно што го анализираме. Гледаме дека иако овдека сме биле малку overbought, значи сме се вратиле, иако гледате, далеку сме од 70 нормално, но пак ова приближување на 70 многу често може да значи корекција, што и се случило. Сток RSI се движи надоле, гледаме дека и бранот на моментум се заоблува, но верувајте ми, ова може многу брзо да се смени, посебно кога станува збор за ваков тип на вест, кој што прв пат во криптосекторот некој успева да го направи. Значи оваа корекција која сме добили овдека е завршена, гледаме и дека моментално сме во нагорен тек. Значи повторно, се зависи од тоа како понатаму ќе се придвижи работата со овој мерч, но будно ќе го следиме ова, затоа што е исклучиво битно за нашето портфолио и за краткорочен успех во однос на овој трейд, каде што сакаме да направиме, да речеме, одреден профит во средината на овој bear market и истиот да го претвориме понатаму во подобра позиција кога ќе паднеме надолу. Сега, значи ова е во однос на Ethereum, во однос на самиот чарт, значи гледаме дека имаме успешна корекција од Bull Market Support Bandот и со тоа овдека ќе завршиме со техничката анализа. Мораме да следиме во следниот период како ќе се промени фактички овој тренд нагоре, верувам, затоа што не може постојано да имате позитивни вести и да имате ваков тип на позитивна да речем напредок во технологијата на самиот проект, а да немате солидна корекција нагоре, а повторно станува збор за вториот поголемина проект што му дава многу голема сигурност во однос на тоа што го прави. Како што кажав, ако сакате да погледнете детално, можете да се вратите назад на видеата на Ethereum кој што ги имаме направено и таму ќе видите точно за што станува збор. Сега, во Ethereum 2.0, значи моментално она што е многу битно што сакаме да ви покажеме е дека се значи моментално ова е на Google, значи најнова информација, иако е од 31 мај, ова е многу поголемо моментално, значи ова е последното што Google го забележал на некој начин. 25 билиона од вкупниот 187 билиона се заклучени во Ethereum 2.0 staking и значи зошто е тоа многу битно. Генерално, значи ова е свежа вест, 22, значи ова е од вчера, значи официјално отприлика, само да ви покажам, 11,17% од целокупниот Ethereum се заклучени во стейкинг. Значи, замислете, тоа е 11% од целиот Ethereum што постои во светот се заклучени во стейкинг. А што е многу битно за ова? Битно е тоа што овие 11% и како се движиме натаму се повеќе и повеќе,
Значи нема да може да бидат отклучени барем 6 до 12 месеци од моментот на мржот, ако е успешен, каде што ќе биде направен нов апдейт наречен Шангај и во кој што постепено ќе им биде дозволено на оние кои што стейкале до сега и кои што сега ќе започнат да стейкаат, да ги вадат постепено својот етериум и да го заменуваат доколку го сакаат да го продадат. Значи ќе бидат отклучуван постепено во градуелно, значи не е директно наеднаш за да може сега да биде фрлено на пазарот. Со тоа на некој начин се прави заштита да не може да се направи pump and dump шема на етериум откако мрежот ќе биде успешен, но ова е само за оние кои што го заклучиле собствениот етериум во стейк. Тоа е многу битно. Што значи дека доколку вие имате етериум како што имаме и ние, кој што не е заклучен, кој што самиот по себе го чувате на hard wallet или било каде, истиот ќе ви биде директно заменет за етериум 2.0 и како таков ќе може да го продадете на пазарот. Затоа и ние планираме или на самиот ден или еден ден подоцна да продадеме дел или можеби и целосно нашата позиција во етериум со цел да можеме да купиме подлабоко, затоа што како што рековме, значи се очекува подлабока корекција наскоро. Јас барем лично очекувам, затоа што гледаме дека целиот пазар се врти постепено повторно надолу поради силата на доларскиот индекс, но за тоа ќе мораме да видиме како ќе се движи следните репорти. Како што се сеќавате, веќе разговаравме, мораме да ги погледнеме репортот за employment на 3 септември, потоа на мислам дека беше 12 или 13 септември репортот за инфлацијата за јули месец, за август месец, и откако ги добиеме тие две мораме да видиме што ќе направи Фед. На 26 септември, на 21 или 22 септември имаше митинг, но за тоа не разговараме денес. Значи во тој момент ќе дознаеме како изгледа економијата и што понатаму ќе се случува, затоа што одлуките за резервната валута на светот се многу битни за целата економија и откако истите ќе бидат донесени, знаеме дали економијата во наредниот период ќе се движи надоле или нагоре, но влегувајќи во оваа зима која што се најавува да биде најстрашна од 1945, очекуваме да биде доста негативна и затоа, например, сакаме да извадиме, прост пример, значи јас имам некоја представа за тоа што можам да очекувам во однос на ова, нагоре, затоа што доколку направиме, значи ова ќе биде корекција и да биде солидно движење нагоре ќе биде корекција и доколку направиме, значи, основна Фибоначи анализа, значи можеме да погледнеме кои се левелите за корекција нагоре на оваа неделна, на овој неделен чарт, каде што можеме да видиме дека следни корекции масивни, кои што би можеле да бидат постигнати доколку успееме да го пробиеме овој bull market support band, би биле, значи чисто да ги означиме, значи прва би била на 61%, односно golden ratio, која што варира од 2450 до 2650, следна би била негде на 78, значи ова се буквално нивоата кои што ги очекуваме, а тоа е негде околу 3000, и евентуално ако направи целосна корекција, што е не можеме да знаеме дали е веројатно, затоа што прв пат се случува вакво нешто на пазарот, значи пример 3500 па и повисоко. Значи ова се чисто само да ви покажам кои се левелите за евентуална корекција нагоре на овој бранд доколку продолжи да се движи, со тоа што нели, значи не знаеме што да очекуваме затоа што никогаш досега не се случило. Јас ќе го оставам ова вака чисто да видиме што ќе се случува понатаму и да ги имаме овие упредби затоа што веќе направивме анализа. Значи пак ќе кажам, зимата која што доаѓа е многу лоша, сите очекуваат масивен пад на сите пазари, затоа ние се обидуваме да задржиме што можеме повеќе од нашето портфолио во случај на вистина да имаме повторен пад надолу кон ново дно, кое што нели претходно рековме дека го очекуваме, затоа знаете и сами дека барем 50% од нашето портфолио во стейблкоини и кеш се уште е зачувано како такво и овие 20% кои што ги вложиме во Ethereum исклучиво поради овој мрч кој што е незаменлив. Значи мораме да го следиме затоа што ваков тип на вест може на вистина многу поинаку да се одрази од она што го очекуваме досега на пазарот и да направи нешто досега невидено и затоа ние би сакале да имаме удел во тоа. Значи доколку Ethereum направи некаков досега невиден чекор како што е флипинг, ние сакаме да бидеме дел од тоа. Затоа Ethereum ние она што моментално го играме, значи уверени сме во неговиот успех, но ќе видиме колку тоа може да ни донесе профит во следниот период. Следен проект за кој што ќе поразговараме е ADA, и истиот има многу голема битност во моментов затоа што како и Ethereum, значи не е толку значаен нормално, но го спрема својот нов апдейт, а тоа е Vasil Hardforkот,
кој што досега требаше и да биде пуштен, значи тоа беше првичната идеја, да биде пуштен во текот на крајот на август, почетокот или текот на септември, но моментално, ако се сеќавате пред неколку дена, добивме вест од еден од девелоперите на Cardano дека на тестнетот се најдени багови кои што може да предизвикаат пат или нешто полошо на Cardano мрежата. Со тоа што, значи, ако досега сме виделе како Cardano се однесува во однос на сопствениот проект, значи Cardano никогаш не ризикува, посебно не кога станува збор за развивање на сопствената мрежа, значи сопствениот проект, со тоа што, значи, Cardano за разлика од сите проекти во светот има разградена мрежа за развивање на сопствениот проект, со тоа што се што понатаму се развива како следен чекор, оние епохи за кои што разговаравме, исто и за ова може да погледнете во нашите претходни видеа, значи они имаат не само што имаат сопствени девелопери, и тоа многу левели на девелопери кои што ги разгледуваат сите овие апдејти пред да бидат направени, туку истите се првенствено праќани во соодветни универзитети, кај професори кои што се специјалисти во криптографија, значи едноставно истите имаат огромни познавања од работа со ваков тип на програмски јазици, кои што, значи, тоа е најдобриот момент кај Cardano што истите не работат само со сопствениот тим, туку прво добиваат потврда од да речем реномирани луѓе кои што се разбираат во криптографија, дека ваквиот тип на код би поминал и би бил добар, за потоа истиот да го значи да го развијат преку сопствениот тим на девелопери, со ваквиот тип на ригорозно тестирање и ретестирање и реафирмација од ваков тип на превенци во криптографија во светот, значи е скоро па невозможно апдейтите да не бидат успешни. Затоа, например, се целосно верувам во тимот на Cardano, затоа што досега покажаа дека се што направија, иако, например, многу од нив потребно беше да бидат почекани многу повеќе од она што официјално беше кажано првично. Значи, секој помислување на датумот е поради сигурност дека проектот оди во правилна насока и дека нема да имаме следни грешки кога нешто ќе биде направено, затоа што знаете дека вакви тип на грешки може прво да бидат искористени од хакери, кои што понатаму може да направат голема штета на екосистемот и на вашите портфолија, а во исто време може да направат и сериозно практично паѓање на самиот проект, или, например, паѓање на мрежата, каде што веќе не може да се запишуваат трансакции, затоа што имаме презаситеност на мрежата или слично, значи работи кои што се многу познати во однос со Solana, кој има, знае. Затоа, например, Cardano нема голема поддршка како што има Solana, затоа што позади Solana има големи играчи кои што имаат многу финансирање во самиот проект и они нема да дозволат проектот да падне, па без разлика колку пати истиот крашнал. За разлика од тоа, Cardano е многу посериозен во својата работа, значи не е оној crash and burn, ќе го пустиме, па ако работи добро, ако не ќе го поправиме. Значи тоа е најдобриот момент што јас многу го ценам во однос на Cardano мрежата и иако нивниот развој е многу побавен, е многу посериозен и е многу понаместо. Значи Vassal Hardforkот идејата е дека истиот е направен. Значи овој хардфорк исклучиво е направен со цел да се зголеми скейлингот на Cardano, односно неговата способност да ја зголеми мрежата и обемот на трансакции, а со тоа и обемот на корисници на Cardano смарт контракт, значи платформата, со тоа што значи истиот е од исклучиво значење и е една од новите епохи кои што ќе помогне во скейлингот на Cardano, што ако мене ме прашувате и подобро е да се почека отколку да се избрза и да дојдеме до ситуација каде што ова нема да успее. Сега, како што гледаме, првично е најавена за 29 јуни, со тоа што преку јули истата е поместена поради ваквиот тип на грешка во самиот код кој што е откриен на тестнетовите и кој што беше практично експониран во јавноста како тоа да е крај на светот. Да, значи пронајден е баг, но тоа е пронајдено на тестнет. Значи идејата на тестнет е да се најдат вакви тип на багови. Значи јас не знам за вас, јас лично не сум воопшто исплашен за Cardano, затоа што поентата на тестнетот е буквално да ги најде грешките, да најде како да се отстранат ако ги има и што понатаму да се прави пред исто да биде пуштено на генералната мрежа. Тоа е идејата на тестнетот и јас затоа не разбирам зошто толку се крена ова човекот, уствари Адам Дин, еден од девелоперите на екосистемот на Cardano, кој што буквално го кажа ова како, нели, идејата е дека
овој баг е катастрофален за тестнетот, но за самиот тестнет, поентата на тестнетот е да се најдат овие багови да се елиминираат. Истиот моментално дава повторна изјава, значи на Твитер, после истата, затоа што очигледно луѓето не го разбрале соодветно. Еве, чисто да ја најдам. Значи, ова е негова изјава сега моментално, ова е само да ви покажам, значи од 22-иот вчера. Дека, нели, као градиме заедно посилни и подобри од било кога предходно. Значи, идејата е дека не можеме од еден ваков девелопер кој што изјавил нешто кој што било комплетно извадено од контекст да се исплашиме и да побегнеме од проект како што е Cardano, кој што навистина ветува многу солидна иднина. Посебно ќе повторам уште еднаш поради фактот дека Cardano, идејата на Cardano е да се развива во оние заедници во кои што моментално не е вклучен западниот свет, односно се обидува да се развие во Африка, се обидува да се развие во оние сиромашни предели на Азија, како места кои што не се, знаете како, сите најдобри проекти се фокусирани каде? Во Западот, значи не знам, Америка, Канада и во Европа и претежно, не знам, Австралија и Јапонија. Значи тоа е наводно светот според нив. Другиот дел од светот не постои. Тоа е жално за вистина за моменталниот свет. Но, значи гледате како паметно, Cardano вели ние ќе се фокусираме на развивање во оние предели во светот каде што не само блокчейн, туку технологијата како таква, значи луѓето не ја нудат, они воопште не доодат во тој свет затоа што наводно нема капитал, што е голема грешка. И јас верувам дека тоа е едно од позитивните работи кои што Cardano ги воведува во светот и како таков он нема да има никаква, значи, конкуренција во овие пазари. Значи зборуваме билиони на луѓе пазари. Каде што Cardano верувам дека ќе испадне како еден од оние проекти кои што навистина имаат солидна иднина, но нели, останува да видиме. Јас ова не би го кажам како совет да финансирате, јас ви кажам она што ние финансираме и зошто. Сега, Solana е следниот блокчейн за кој што ќе разговараме. Значи јас лично Solana не го поддржувам како блокчейн. Неколку пати тоа сме објасниле зошто, ќе го објасниме тоа повторно. Значи Solana како проект, само да, заборавивме техничка анализа кратка, затоа што моментално се наоѓаме во bear market, но е исто така добро да се поразговара во однос на анализата на ADA. Значи ADA моментално се наоѓа точно во оној джеб во кој што рековме дека ја акумулираме и ако нели чекаме следен пат да видиме што ќе се случи, затоа што гледаме дека ова поле кое што претходно било поддршка, значи гледате дека оваа ситуација било многу голем отпор, што верувам дека сега ќе биде солидна поддршка на цената да биде ретестирано, затоа што моментално истата се наоѓа под 300 неделната средна вредност. Значи следната граница доле би била буквално врвот на ова поле. Гледате, значи ова е онаа корекција на претходниот bull market. Значи врвот на ова поле би било дното во кое што очекуваме евентуално да падне ако пазарот се придвижи надолу, затоа што гледаме дека и самиот bull market support band ја притиска цената под 300 неделната средна вредност и точно во ова поле кое што рековме дека ќе биде нашиот акумулационен период, како што рековме. И значи буквално досега ADA е еден од оние проекти кои што навистина сме погоделе каде истиот треба да го акумулираме, со тоа што значи се уште чекаме евентуална пониска цена ако тоа се случи во однос на овој пат на следниот месец, доколку евентуално на пример инфлацијата се врати повторно нагоре или пак имаме некоја повисока стапка на Фед како што тоа се случи во претходниот месец, можеме да очекуваме уште дополнителен пат каде што уште повеќе ќе акумулираме ADA, значи за сега не сме купиле ништо во овие претходни 2 месеци поради страв од падот кој што моментално го гледаме. Значи идејата на bear маркетот е, како што рековме многу пати досега, да купиме што пониско за да можеме да продадеме што повисоко во следниот bear маркет. Значи ова моментално алоцирање на портфолиото постепено без брзање, затоа што рековме дека ова не е спринт, ова е маратон, е буквално оно што постојано го зборуваме дека моментално сме во одлична позиција дури и пониско да купиме ADA на следниот пат, да видиме како лицето тоа ќе се одвива во однос на оние состаноци и податоци кои што ги чекаме во наредниот месец. Значи само кратко на неделно ниво да покажеме каде се наоѓа цена, затоа што стварно нема логика да се прави анализа кога гледаме дека се наоѓаме во официјален пат. Работата е само кој ќе падне повеќе. Значи буквално до таму е стасана работата на пазарот, што моментално гледаме што подлабоко би можеле да паднат одредени криптовалути за да можеме да купиме повеќе. Значи гледате на неделно ниво имаме бранот на моментум се движи повторно надолу, имаме прекршување на овие два, money flow е повторно надолу, VWAP надолу, Токареса е на оваа горна граница на 70, што значи дека повторно се враќа под прекупено и RSI единствениот кој што е на некој начин неутрален се движи хоризонтално.
Иако на дневно ниво можеме да сме oversold, затоа што веќе имавме длабок пат, гледаме и сами. Значи тоа не го менува фактот дека се наоѓаме точно над bull market support бендот и истиот се повеќе и повеќе притиска цената надолу, а моментално на вистина гледаме дека нема ниту вести за АДА, затоа што вестите се генерално негативни поради овој тестнет, што би можеле да предизвикаат притискање на цената нагоре, да проба барем да го помине bull market support бендот на кратко. Значи јас затоа и не очекувам памп, очекувам дамп кој што понатаму ќе резултира со подлабока позиција наша во АДА, затоа што навистина веруваме во овој проект и е еден од основните проекти кои што ги акумулираме во овој bear market уште на самиот почеток. Сега, рековме следен за кој што ќе разговараме е Solana. Со тоа што, значи прво реков ќе напоменам зошто Solana е еден од оние проекти кои што навистина има голем потенцијал, но ние не би сакале да ризикуваме. Можеби ќе ризикуваме во некоја мала сума, но тоа е исклучиво тоа. Зошто? Значи, Solana досега покажа поради многу пати досега Solana падна како проект. Сега, ако Solana немаше солидна поддршка позади неизе, од страна на одредени големи играчи, како што се Grayscale и BlackRock и слично, значи досега Solana немаше да постои. Знаете дека проекти, без разлика колку се големи, како што беше голема и Terra Luna, значи истата за неколку дена достигна нула вредност, поради тоа што немаше кој да застане позади неа. За разлика од тоа, Solana има огромни играчи позади неизе и истите се оние кои што ја држат цената на Solana, фактички самиот проект, затоа што без разлика колку катастрофална грешка се покажала на Solana, ако Solana е, наречам, поголемиот дел од токените купени од 3 или 4 организации, значи истите не ги продаваат, цената нема да падне, се разбираме, затоа што тие го поседуваат поголемиот дел од проектот. Не велам дека тоа е истата ситуација со Solana, но да, имаме сознание дека големи играчи се позади Solana, затоа ваквиот тип на проект кој што прво да не забораваме дека Solana е се уште тестнет, иако е најбрзиот крипто проект на светот, е тестнет, значи не е официјално пуштена како официјална верзија самиот крипто проект и истиот е моментално во тестнет фаза, кој што овие падови се нормални за нешто што се тестира, нормално. Но иако има скриен потенцијал, затоа што овие финансиери нормално нема да се откажат, затоа што практично се во загуба моментално, истите понатаму веруваме дека ќе продолжат да го поддржуваат овој проект и затоа тоа е главната основа на која што Solana ќе има напредок. Но дополнително се откри и оној момент каде што, ако се сеќавате, имаше инцидент во кој што еден од проектите на Solana беше толку over leveraged, што доколку истиот пропаднеше, ќе дојдеше до ситуација Solana буквално да исчезне како целосен екосистем, со тоа што, значи, Solana и нејзините девелопери направија практично упад на портфолиото на лицето кое што го држеше овој профил во over leverage, со цел да на некој начин ја запрат неговата позиција само за да го спасат екосистемот, што не би требало да биде дозволиво, затоа што станува збор за упад во приватноста на профилот на одредено лице. Значи тоа не би било да биде, не смее да биде дозволиво во проект кој што треба да биде децентрализиран. Еден од најголемите смарт контракт платформи. Значи мене ако прашувате, тоа е недозволиво. Иако на крај собствениците на Solana со гласање го одбија овој чекор, значи јас верувам дека доколку дојдеше моментот до избор дали ќе биде практично влезено во профилот на овој човек или не, јас верувам дека тоа ќе го направи. Иако со гласови беше одбиено тоа, значи самиот момент дека девелоперите на Solana ја имаат таа моќ, ми дава до знаење дека децентрализацијата на овој проект е смешна и затоа јас лично не сакам да го поседувам, поради тоа што утре ако тоа го направиле за ваков тип на портфолио, што ми дава мене сигурност дека ако FBI и CIA им побараат да упаднат во нечие портфолио, тоа нема да го направат. Значи јас за тоа искрено подалеку. Сега, интересното кој што видов со Solana, затоа што нема некои огромни, да ви кажам, прави апдејти, но интересно е што истите се првите крипто проекти кои што отворија големи продавници. Ова е како изгледа продавницата, значи генерално објаснуваат уствари каде е продавницата, што може да се најде во неа, но идејата е дека во самата продавница може да си купите NFTs кои што се направени на Solana блокчейнот, дополнително може да си купите некој од нивните, нели, ова се бренд фактички одредена облека некоја мала и исто така како што видов имаат некој тип на hard wallet и слично кој што може да го најдете, значи тоа е интересно за Solana што се обидува да го доближи
криптосветот до самите секојдневни купувачи, до секојдневните корисници, и тоа е доста интересно затоа што значи на крајот од денот без разлика на проектот, секое приближување на криптосферата до секојдневниот човек е позитивно за нас како сфера затоа што колку повеќе луѓе се упучат во самата криптосфера, толку повеќе ќе се зголеми и маркет капот на секој од овие проекти, со тоа и профитот за сите оние кои што ги чуваме овие коини и токени, а со тоа и ќе се зголеми корисноста на крипто технологијата во светот. Сега, значи, чисто да погледнете каде се наоѓаат, значи гледаме дека е Ethereum на прво место, BNB, рековме зашто не го обработуваме сега, Cardano на трето место, Solana, јас пак ќе кажам, е еден од најпотенцијалните кои што навистина на пазарот има солиден потенцијал да расте, но не заборавајте дека овој раст е директно предизвикан од одредени лица и финансиери позади проектот и чисто да видиме каде се наоѓа, значи гледате, значи ова се полење кои што ние ги поставивме уште претходно, ако се сеќавате во однос на тоа каде ќе планираме да го акумулираме овој проект, гледаме дека точно се случува истото. Значи bull market support бендо притиска надоле, со што цената се уште не успеа ни да го допре, но значи ваков тип на пат само ќе го забрза паѓањето на bull market support бендо надоле, значи иако проектот е се уште многу млад, да има 300 неделна, има 100 неделна 50, да, 100 неделна, 300 и 200 неделна средна вредност, и ова е 100 неделна средна вредност, далеко од самиот проект. Гледаме дека повторно на неделно ниво имаме, значи, практично припрема за корекција надолу. За облување на сток RSI на неутрално, гледаме дека се движи хоризонтално, но VWAP само што влезе надолу, гледаме дека имаме одлив на средство, затоа што money flow е повторно надолу, и за облување на MACD практично обрнат на моментум со сигналната и базичната линија надолу, со оваа црвена точка на прекршување на сигналната и базичната линија, но како што можеме да видиме, точно се наоѓа во она поле во кое што ние рековме дека планираме да го акумулираме до една година пред самиот халвинг. Сега, пак ќе кажам, значи можеби ние ќе одлучиме да земеме некоја мала позиција во Sol, доколку видиме некоја вест како што е она на Ethereum, например, или нешто, некој апдейт, било што би можело да предизвика експлозивен раст на цената, што у вакви проекти се случува често, но во моментов не би ризикувале поради тоа што гледаме дека генерално децентрализацијата на овој проект, ако мене прашувате, е смешна. И затоа јас лично би се задржал подалеку од овој проект. И уште еден проблем кој што јас лично го имам увидено, тоа што брзината на трансакциите на Solana е директно поврзана со огромниот обем на податоци кои што секој нод мора да го има, со тоа што моментално нодовите ако ги имаат овие податоци, значи затоа што колку повеќе голем, значи нивните блокови се толку големи што моментално нивниот леджер е некој 3 или 4 пати поголем од биткоин, а биткоин има, замислете, 13 пати постар од самата Solana, што значи дека моментално системот е така направен да Solana, главниот леджер го чува на, ако не се лажам, беше Arviv, односно оној проект за storage, за кој што ќе разговараме понатаму нашите видеа, кој што фактички му изнајмува storage на Solana, за да може да го чува овој огромен леджер, а нодовите имаат само една недела, ако не се лажа, меморија за оно што се случува на самиот леджер. Сега, проблемот во оваа ситуација што е? Што Solana е директно зависна од ваквиот леджер, значи директно зависна од оној простор кој што го изнајмува од Arviv, што значи дека доколку некој успее да го хакне или да го пробие, да речем Arviv, на некој начин ќе биде директно загрозена и Solana како корисник на неговите услуги. Затоа, например, мене тоа не ми се допаѓа, за разлика од тоа останатите смарт контракт платформи има многу подобар начин на заштита на сопствениот леджер, со тоа што секој од овие нодови, ако е стейкинг или proof of work майнери, ако е нели майнинг, го поседуваат целосниот леджер, што значи дека е многу помалку подложен на сигурносни пробиви и промени, за разлика од тоа, например, каде што имате во Solana само една недела од леджерот е запамтен кај овие нодови кои што се за сигурност наместени на самата мрежа на Solana. Толку за Solana. Сега, следно за кое што ќе разговараме е Polkadot, а тоа е последниот од проектите за кои што ќе поразговараме од смарт контракт крипто категоријата, со тоа што и Polkadot, гледате, се наоѓа точно на долната граница на оној, да речем, предел каде што очекуваме да го акумулираме, со тоа што практично долната граница на овој акумулационен квадрат е точно
она поле кое што било претходен отпор на бул маркетот во 2020 година пред самиот почеток, а моментално представува многу силна поддршка, што дури и да падне под тоа, верувам дека ќе видим многу кратко. Истата ситуација, гледате. Значи бул маркет сапорт бендот ја путка цената надолу, само што успеавме да направиме 100 неделна средна вредност, што значи дека овој проект е доста млад, нормално, и се наоѓаме точно во она поле во кое што очекуваме да го акумулираме, а со тоа докако имаме подлабок пат, нормално ќе купиме повторно. Гледаме дека истите вредности можеме да ги видиме како и останатите проекти на Market Cyphers, значи буквално се движат паралелно самите проекти, со тоа што целиот пазар се движи во ист правец, надолу моментално, и мораме да чекаме кога официјално ќе биде направено на дно на биткоин, затоа што за да биде направено дното на биткоин, рековме дека главни ни се DXY да направи врв и индексот на инфлацијата да направи врв и да почнеме да се зауднуваме надолу, што е сега за сега што можеме да видиме, се уште не е направено. Сега, техничка анализа, како што рековме, нема логика да се прави, поентата е да се купи што поевтино. DOT има многу силна, ако мене ме прашувате, има многу на некој начин уникатна положба во самиот крипто сектор, со тоа што истиот моментално работи во позадина, како и останатите големи проекти, а тоа многу луѓето не го гледаат. Сега, негативната вест која што првенствено дојде за DOT беше дека основниот стейблкоин кој што самиот Polkadot планира да се користи на нивниот на овој 100 relay chain сектор, значи тоа ќе биде фактички затворен круг од 100 проекти кои што ќе функционира на Polkadot 0 нивото на relay chain, каде што овие 100 продукти, овие 100 проекти ќе бидат директно поврзани и нема да има потреба од мост. Значи тоа е како да кажам, најдобриот момент за Polkadot кој што досега па ниту еден смарт контракт го нема. Значи идејата на Polkadot е да ги направи директно поврзани сите овие проекти помеѓу себе, без да има потреба од бриџови. Значи сите овие ќе можат директно да комуницираат еден со друг. Сега, идејата е направена, значи чисто да почнеме со негативната вест, како што рековме, Акала беше првиот проект кој што доби, значи ако ги погледнеме првите 5 проекти, Акала беше првиот проект кој што доби, чисто да ви покажам што станува збор. Значи јас многу пати досега сум разговарал дека Polkadot за да додели позиција на самиот relay chain, значи мора да победите на аукциите кои што моментално ги одржува, со тоа што во првите 5 е и Акала, кој што уствари е проект кој што го воведе првиот stablecoin, односно AUSD базиран на Polkadot, значи на самиот Polkadot смарт контракт платформа, со тоа што значи истиот беше нападнат од хакери и хакерите направија упад со тоа што успеа да, значи замислете, колку паметно направено, кога успеале да упаднат, истите само чисто да најдем. Значи испринтале уште 3 билиони AUSD токени, со тоа што, значи, ова се случи, овој пат. Значи во моментот кога испринтале 3 билиони токени на AUSD, направиле дипек од $1 на практично скоро 0. Значи гледате, со тоа што Акала го замрзнува во овој момент самиот блокчейн, што е повторно показател за недецентрализираност, но ова е само еден проект. Ова не е главниот блокчейн како што е во случајот со Solana. Туку ова е само еден проект кој што како таков ја има оваа сила и нели како проект нормално нема да го купите ако веќе не сте задоволни со истиот нормално. Сега, ова е еден од првите стейблкоини кои што јас сум успеал кој што сум видел дека успеал да се врати, значи официјално Акала AUSD успешно се врати на тегот од $1 и тоа како го направи со тоа што значи откако биле испринтани овие 3 билиона AUSD, истиот го запира целиот протокол и тие токени ги брише и со тоа фактички ја враќа вредноста директно повторно на $1, а со тоа и ги избришал сите оние токени кои што хакерите успеале да ги произведат и на тој начин го вратил AUSD на она што треба да биде, односно pegged или практично врзан за вредноста на доларот. Сега, тоа е, да речеме, една успешна приказна, иако нели довербата во Акала е малку разнишена, но генерално Polkadot како систем, ако мене ме прашувате, е многу солиден и има многу добра иднина, со тоа што јас, например, како што ви кажав и до сега, во поголемиот дел од продуктите, односно од значи овие
проекти кои што ќе бидат дел од оние 100 слотови, значи имаме инвестирано во многу голем дел од нив. Јас истото ви го покажав, чисто, значи ова е Polkadot.js екстензијата на која што може да видите, значи не е ова се нели само што ви го зборуваме, како и сите овие проекти ние сме инвестирани во нив и затоа ви го покажуваме, значи ние доколку не ви инвестирале, не би ви го нели не би покажале дека сметаме дека е позитивен. Моментално, значи последниот проект за кој што се уште чекаме да победи, тоа беше, ако можете да видите овдека, значи директно може во живо да ги следите самите проекти и тоа кога започнува, кога истиот победил, кога завршува, значи може да видите секој од нив кога го добил своето место на Polkadot Relay Chain-от, со тоа што може да видите дека, значи иако првите 5 проекти, оние најбитните за жал, ги инвестиравме преку Binance, не знаеме се уште, а тоа се овие 5 проекти. Значи за жал инвестиравме преку Binance, се уште не знаеме како тоа така како се прави директно на Polkadot, но потоа може да видите на сите овие каде што пишува 1, тоа значи дека имаме ендер контрибуција, значи минимум контрибуција е 10 DOT, значи на сите овие гледате дека имаме инвестирано, овој успеа да ни избега, некако, не знам како успеа да ни избега Bifrost, затоа што истиот беше, значи беше само одредена количина и додека ние успеавме да видиме дека влегол како еден од проектите, значи количината беше пополнита и немаше место за следни гледате, значи на сите, и овој ни е исто промашен, Original Tail, значи овој беше еден од оние Origin Trail, уствари, кој што го промашивме за жал, значи тоа само 2 проекти од сите досега, а моментално сме на 25-та аукција моментално ја водиме, со тоа што во оваа ситуација веќе сме инвестирани и во овие, значи во Omni BTC и во Kailin, значи Kailin е устварено кој што е победник, кој што можеме да видиме според самиот чарт овдека. Значи она е тоа што ви го кажувам постојано дека самиот Polkadot ќе биде еден од најаките играчи за тоа што на овие 100 проекти кои што ќе бидат интегрирани во Relay Chain-от. Прво, за разлика од останатите, значи што е интересното во Polkadot, за разлика од останатите блокчейн смарт контракти како што се Solana, ADA и Ethereum на пример, на истите може да најдете огромен број на проекти. Значи нема ограничување за тоа колку проекти може да бидат. Но со тоа колку повеќе проекти, толку повеќе се задушува мрежата и толку повеќе на пример се намалува брзината. Се зголемуваат фисот. Значи тоа се некои негативни работи кои што се појавуваат колку повеќе расте мрежата. За разлика од тоа, Polkadot, идејата на Polkadot е да воспостави 100 значи слотови за сите овие проекти кои што ќе добијат исклучиво брза трансакција, исклучиво, значи веќе зацртана фи во DOT токени за секоја трансакција. Значи вие претходно веќе знаете точно што добивате кога влегувате на Polkadot мрежата и идејата е што сите овие токени помеѓу себе ќе бидат interchangeable, односно ќе може директно да ги променувате на самиот Polkadot Rail Chain и на тој начин фактички е нешто што досега е не воспоставено, затоа што секој токен помеѓу себе и коин, значи ако сакате да го променувате, потребно е или одреден пул каде што фактички имате од двата токена, па мора да извадите од едниот, или пак е потребен соодветен бридж кој што ќе ви дозволи да ги промените токените од еден во друг. Значи за жал така моментално функционира криптосферата, но во оваа ситуација можеме да видиме дека Polkadot прави пионерски обид да ги поврзе овие 100 проекти и да им даде исклучиво брза трансакција, исклучиво, да речем, солиден фи, значи да не биде премногу скап, и со тоа дополнително да им даде вредност за тоа што овие проекти може помеѓу себе да бидат променети во било кое време. Значи тоа е и последниот проект за кој што разговаравме денес. Сега, јас се надевам дека ова како проект ви се допаѓа, затоа што како што може да видите и сами ќе имаме уште солиден број на проекти постепено за кои што ќе работиме, каде што детално ќе објасниме кои се нашите да речем најбитни играчи кои што мислеле дека имаат солидна шанса за следниот bull маркет, но дополнително нормално, значи ова не е завршена листа. Ние како понатаму се движиме во следниот bull маркет ќе согледуваме дали има нови играчи кои што се појавиле, кои што имаат подобар потенцијал. Со тоа што на почеток, значи јас уште еднаш ќе напоменам дека нашето портфолио исклучиво се содржи од мала бројка на токени, а тоа се оние први 5-6 токена, како што рековме, Ethereum, ADA, DOT, XRP, кои што како такви има многу голем маркет кап, има многу мала шанса да престанат да постојат на пазарот и имаме само мал дел од нашето портфолио влезено. Значи, иако нели со новиот
влез на Ethereum, ние сме да речем 50% од оној кеш стейблкоини кои што ги планиравме за овој bull market, но имајте во предвид тоа дека ние од Ethereum можно е да излеземе многу брзо кога ќе видиме кој ќе биде топ на цената, односно највисоката цена во овој мерч кој што го очекуваме, и потоа фактички ние повторно ќе бидеме на некој начин 75% од нашите портфолио во стейблкоини и кеш, се додека не увидиме дека сме утврдиле дно. Ако паднеме повторно, нормално ние повторно ќе алоцираме дел од нашето портфолио, затоа што колку повеќе паѓаме надолу во однос на биткоин цената, значи доколку имаме следен пат кој што ќе падне под ова дно, ние повторно ќе ставиме дел од нашето портфолио во овие коини за кои што веќе разговаравме, за цел да се алоцираме што поблиску до евентуалното дно. Значи тоа морате да го земете во предвид, така моментално функционираме, се додека не го утврдиме дното. Значи идејата ни е дека ќе имаме уште многу видеа, посебно во овој проект за кој што започнавме, каде што постепено ќе ве информираме за тоа кои се секторите и кои се, да речем, моментално најголемите играчи и зошто се тие битни на пазарот, што истите имаат да понудат. Со тоа се надеваме дека ќе ви помогнеме во алокација понатаму кога ќе утврдиме дно на пазарот, на вашите средства во проекти кои што се блиски до вас, кои што вас ви се допаѓаат, и на тој начин ќе ви помогне да направите портфолио кое што вас ви одговара. Значи не она кое што некој ви кажува на пазарот, туку вие со сопствената анализа да одлучите што вие би сакале да имате во следниот bull market. Се надевам дека ви се допадна и ова видео, како и претходните, се додека имаме поддршка од вас ќе продолжиме понатаму да работиме на ваша едукација, и нормално погледнете не утре во новото видео за биткоин, затоа што значи прво ќе направиме анализа на биткоин на пазарите, ќе покажеме кои се следните датуми во однос на тоа што го очекуваме, за да знаеме каде би се движел пазарот нагоре и надоле во однос на техничка анализа и фундаментална анализа на оние информации кои што доаѓаат од Америка за резервната валута, доларот, а потоа ќе продолжиме во текот на неделата со останатите, како што ги видовте и сами. Значи ќе одиме постепено, објаснување на сите овие категории со нивните представници. Благодарам уште еднаш, имајте добар ден од тимот на CryptoGaming.